Политичките партии со засилени кампањи пред изборниот молк се бара поддршката на граѓаните за повеќе освоени гласови. На прес СДСМ ги повика Штипјани во недела да излезат на гласање и да ја дадат поддршката на кандидатот за градоначалник за Штип од СДСМ Благој Бочварски. Штип најскапо ја плати цената на деспотското владење на Илчо Захариев, но времето на деспотизмот заврши. 4 години на Илчо му беа најважни парите за сопствениот джеб, а не интересите на граѓаните на општина Штип. Кога некој не може да се соочи со вистината, со неистомислениците, со сопствениот народ, тој не е достоен да биде татко на градот. Неистомислениците тој ги бркеше од работа, им спушташе телефон и одбиваше секаков контакт. Гласот за Илчо Захариев е пропаднат билет во неговата трагикомична представа. На репертуарот моите сограѓани имаат човек кој ќе застане за секој без разлика на која политичка партија, организација или врера припаѓа. Со заокружување на број 19 на 29 октомври во недела, трагикомичната представа на Илчо ќе премине во монодрама без ниту еден купен билет од луѓето. Штип има иднина, има доблест и храброст. Штип и граѓаните во недела ќе се одважат и тие самите ќе го донесат животот во градот. Прес одржа и ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН е политичка опција која има честни намери за иднината на граѓаните и се бори исклучиво со дела. Нашиот кандидат за градоначалник Илчо Захариев со својот минат труд има доволен кредибилитет кај граѓаните и сето она што досега го направил за општината. Докажува дека после инфраструктурната експанзија на Штип му престои реален развоен период. Овој пат свртен кон поиноки видици кои носат подобар живот за граѓаните. Уверен сум дека 29 октомври ќе биде ден кога граѓанинот ќе го избере оној кој го почитуваше неговото достоинство во текот на целата изборна кампања и секако оној кој му нуди реални ветувања. На пресот на СДСМ со писмена реакција од ВМРО ДПМН. Нема крај на црната кампања на СДСМ. Почитувани со граѓани се најдеа селеџиите и бившиот борач Тодоров да го валкаат ликот на Илчо Захариев кој ја промени сликата за Штип и направи проекти кои се од интерес на сите граѓани. Каков успех имат зад себе борочот Тодоров, освен ако не го смета за најголем успех тоа што си направи дивоградба куќа. Зарем тој и таквите слични на него ќе зборуваат за она што направил човек кој 35 години творил во овој град. Се што кажа Тодоров е обична клевета и лага, а судејќи според напишаното кое наликува на писмен состав на ученик во 7 оделение, јасно е дека СДСМ се плаши од пораз и има се поголем страф од најуспешниот градоначалник на Штип, стои во реакцијата од ВМРО ДПМН.